Утврдени неправилности во начинот на управувањето со одземениот имот и користењето на средствата. Државниот завод за ревизија изврши ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Агенцијата за управување со одземен имот на Република Северна Македонија. Утврдени се слабости во спроведувањето на годишниот попис на средствата, побарувањата и обврските и нивна неусогласеност со сметководствената евиденција. Утврдени се слабости во начинот на спроведување и реализација на постапките за набавка на гориво, сервисирање на возила и канцелариски материјали, набавени се стоки во износ од 695.000 денари, за кои не се спроведени соодветни постапки согласно Законот за јавни набавки. Подзаконските акти кои го уредуваат начинот на постапување и евидентирање со одземениот имот не се објавени во службен весник. Иако се објавени на веб страната, истите не содржат архивски број, датум на нивно донесување и потпис од претседателот на управен одбор како потврда за нивната валидност. Чувањето и складирањето на одземените предмети и моторни возила не овозможуваат заштита на истите од уништување, намалување и губење на нивната вредност. Не постои транспарентност на постапката за продажба на недвижен имот, одземени предмети и конфискуван имот. Во периодот од 2011 година до 30 септември 2024 година од вкупно остварените приходи во износ од 1,650 милиарди денари, во буџетот на државата уплатени се 1,205 милиарди денари, односно уплатени се помалку средства од 445 милиони денари. На 31 декември 2023 година како неискористени парични средства на депозитната сметка на агенцијата се наоѓаат 40.721.000 денари, кои не се уплатени во буџетот на државата. Стари софтверски решенија од кои дел не се користат, слаба функционалност на системот, континуирани состојби на грешки, чести паѓања на веб порталот, некогаш јавно недостапни дури и за време на јавно наддавање. Магацинските простории не се заштитени со соодветни електротехнички средства и опрема. Складовите и магацинските простории не ги исполнуваат основните услови неопходни за заштита на посебните видови на стоки: лекови, запаливи предмети, текстил, мебел, обувки, храна, моторни возила. Ревизорите утврдиле дека не се преземени мерки и активности за воспоставување на систем за внатрешни контроли за секоја област од работењето. За повеќе информации посетете ја нашата официјална страна. Државен завод за ревизија.